Собствениците на неколку куќи на улицата Македонска во населбата Усова Чешма над 30 дена секојдневно безуспешно се борат со водата која извира во нивните дворови и подруми. Изворите проработиле на почетокот на февруари и од нив постојано блика изворска вода. Иако во прво време се претпоставувало дека можеби се работи за пукната цевка од водоводната мрежа, сепак испитувањата на водата покажуваат дека се работи за природен извор. Тука видех, у шахтата појави се водата од надвор. И ми упадна дека седам у собичката. Сега заврени целата куќа. Што ќе направам? Те плива, видиш. Штети целиот спрат, целата куќа ќе попушти. Се изфрли име надвор, а још колку има за изфрлање. Те таа куќа се прво напуни, па нашата, тоа треба да се откопа еден тунел тука до згоре. Еден тунел треба да се откопа тука доле, кој е природна вода да си тече низ тоа надоле. Семејствата кои овде живеат со помош на пумпи успеваат само да ја испумпат водата за целосно да не ги поплави подрумите и дворните места. Очекувањата дека во меѓувреме изворите ќе секнат не се остваруваат, па поради тоа проблемот останува сложен, а штетите секојдневно се зголемуваат. Во подрумот изби вода, а на почетокот почна да излава помалку, а потоа почна се повише и повише. Викавме водовод, водовод дојде, само што дојде, не презема никакви мерки. Само дојде, види и си отиде. Потоа мажо ми отиде во собранието му рекоа да остави да се пуне вода, оставивме се пунише 5 дена вода. Демек водата се повлечела сама, ништо не биде. Подрумот се напуни вода, викавме пожарната, доаѓа, исцрпаа водата, 3 сата исцрпаа водата, одиме во собранието. Во собранието пак никаква мерка не презимат, носивме вода во болницата, со намера демек има хлор, да видиме дали од водовод. Резултатите не беа добри. Се обратуваме до било која институција да дојде да се запознае со проблемот и да види дека овој проблем е озбилен и да се помогне што може, затоа што ако не дај Боже куќата да попуште, после џабе што ќе дојде некој да ни помогне или да одам да собираме пари за помош, тогаш ќе се џабе. Кај кумшиката го има истиот проблем. Синоќ беше водата сопрена цела ноќ од 7 вечер до сабаале до 8 и сега се само нагаѓа. Некој вика дека е од водовод, некој вика дека е подземна вода. Штети, куќата доле се гледа, вие сега снимавте, доле се гледа дека може да попуштат темелите, а куќата е голема и така да може да има сериозни проблеми во текот на времето. Имаме ископано пола метро дупка, во неја има пумпа и пумпата се црпе. Во 15 минути се излева 500 кила вода. На секои 15 минути. На 9 февруари водата изби, денеска сме 12 март, значи 33 дена водата тече, на 15 минути 500 литра вода излават. Многумина причините за појавата на подземната вода го поврзуваат со обилните врнежи од дожд и снег, кои ги разбудија пресушените извори и преку дамарите излегуваат на површина. Како и да е, оштетените семејства бараат надлежните да ја канализираат водата, бидејќи истата им прави сериозни штети врз домовите и дворните места. Дека пороснатото ниво на подземните води ги активира изворите на вода, зборува примерот со термалната вода која се појави во ниве кај Мородвис, како информациите од целата каде почнале да течат одамна пресушени чешми и кладенци.